Добро утро, Сања, за тебе. Добро утро. Најнапред, ајде да им кажеме на нашите гледачи како се стекна со оваа необична професија, како дојде до дипломата за тренер за спиење на деца и на бебиња. Па пред некои 6 години, повеќе веќе од 6 години, нормално и од маката која што сама си ја видов со првото детенце, така дојде до идејата да станам тренер за спиење, затоа што сватив колку е важен сонот и колку уствари малку се зборува за тоа. Се запишав во америчка школа, Gentle Sleep Program на Ким Вест, која што е една од најреномираните и најпознатите школи во целиот свет и постои повише од 20 години, а кај нас конкретно пред 6 години јас ја донесов. Значи имавме година дена константни обуки, предавања и студии кои што ги завршивме и сега ден денеска сме вклучени во разни истражувања, во разни доусовршувања за да бидеме колку што е можно подобри. Зошто го споменавте дека е многу важен сонот? Зошто е толку важен сонот и да имаат нели убаво да заспиваат бебињата па и децата? Многу е важен пред се за здравието на бебињата и децата, значи неспиењето, честите будења, константните будења предизвикуваат и доста проблеми здравствени, предизвикуваат и ја намалуваат концентрацијата кај дечињата, директно влијае на растот и на развојот на дечињата, значи си носи многу последици со себе. Така што спиењето е и такако важно пред се за здравието, а после плюс и за доброто на целата фамилија, за расположението на пред се на мајката, затоа што мајката е нели најчесто со дечињата и кога бебето е ненаспано и мама е ненаспана. Дали овие техники кои што се применуваат на бебињата и дечињата, што подразбираат и дали истите може да се применат кај возрастните? Кога збориме за техники и за методи, значи постојат многу различни техники. Постои техника во која што детето се остава во собата, познатата Фербер метода или Крайт аут метода, каде што се остава детето во соба, мама и тато излегуваат и детето плаче села дека не заспија. Постои метода, например, родителите го оставаат детето, ќе излезат 2 минути надвор, се враќаат, па 5 минути надвор, значи се зголемува времето на престојот. Тие се малку поригорозни техники и не секој родител може да ги спроведе до крај, затоа што прилично има многу плачење. Техниките со кои што јас директно работам се понежни, затоа што родителот е цело време во собата со детето. Детето повторно плаче, значи за жал не можеме целосно да елиминираме солзи. Меѓутоа тука родителот реагира, го мази, го крева, го смирува ако е потребно, меѓутоа на крај повторно му дозволува да си заспие само во своето креветче. Дали овие техники можеме да ги примениме кај возрастните? Не, кај возрастните веќе кај деца над 6 години, дури и 6 години не секое дете може да реагира добро на оваа техника. Плюс пиењето е веќе поразлично развиено, кај возрастните скроз различни техники и методи. Што би им советувале на младите родители кои што се мачат да ги успеат своите бебиња па и дечиња? Значи, ако имаат проблем со спиењето и ако им смета чистото будење, за цицање, за доење, за нишкање, дефинитивно треба да поработат најпрво на начинот на заспивање. Значи, не е исто ако детето заспие само и после во текот на ноќта може да презаспие само. Многу лесно може да научи да презаспие само. Али ако заспало со помош на мама и на тато, во сред ноќ кога ќе се разбуди, голема веројатност дека пак ќе ја бара таа помош. Значи, она на што треба да работат најмногу е начинот на заспивањето, да му дозволат да заспиваат сами како што заспиваме и ние. Од ваше искуство со работа со родители, со бебиња, со дечиња, дали спомнавте повеќе техники и методи, дали од случај до случај различно ги комбинирате, да речеме, тие техники и методи за подобро да заспиат бебињата и дечињата? Различно е од случај до случај, значи индивидуално е, бираме со која техника, меѓутоа пак ги бираме повеќе идеме кон понежните. Задоволни се родителите затоа што гледаат дека функционира. Како што поминува времето, така се повеќе се сигурни и они во успехот на програмите и на техниките, бидејќи се шири добриот глас. Да, токму така, како фидбекот од родителите кои што се обиделе со вас да ги усовршат на некој начин овие техники и методи за подобро да им заспиваат дечињата и бебињата. Можам да кажам дека се задоволни, дури задоволни се и родителите со кои што директно работиме и со програми, а и задоволни се и оние кои имале или само консултација или не следеле на социјални мрежи, па прочитале совети, бидејќи она што ние го правиме, ги насочуваме како они дома да си го средат распоредот и како дома да го научат детенцето да заспива само. И понекогаш на бебињата им е потребно толку малку
за да добијат голем резултат и да спијат подобро. Задоволни се, мислам, и имаме сега и сме претрупани на еден начин од работа, токму од задоволството од родителите. Споменавте дека веќе 6 години го работите ова. Каков интересот низ годините? Дали еве се зголемува интересот на младите родители да побараат совет за како да нели си го подобрат сонот на децата и бебињата? Многу поголем. Значи, на почетокот беше табу тема, бидејќи јас почнав и овде и во Србија паралелно. Прво во Србија, па овде. И беше табу тема. Ни во Србија, ни во Македонија немаше никој и реално беа скептици. Повеќе се вклучуваа родители кои што живееле во Америка или повеќе работев со странци. Сега е многу поразлично. Сега буквално, мислам, стварно имаме доста работа и имаме успешна работа, така што и се радувам што родителите сваќаат и знаат дека не е мајчинството или да бидеш татко дека треба да трпиме. И нели кога ќе кажат па мајки сте, што си мислевте? Треба, да, така да задоволни се и среќна сум што има каде да се обратат. Еден совет до нашите гледачи, некоја брза и убава интересна техника која што би можеле да ја применат? Конкретно на деца кои што се потемпераментни, да внимаваат еден час пред спиењето, да внимаваат да не ги разигруваат, зашто многу често се знае ако дојде тато покасно од работа или мама, па тука еден час пред спиењето ќе се разиграме, ќе се растрчаме. Тој час пред спиењето е многу важен. Многу е важно да биде смирено време, мирно, стишено, за да може детенцето полесно да заспие на било кој начин и да го запазат времето на заспивање. Значи јас би рекла покасно од 8, ајде 8:30 преку сила да не се заспиваат. Сања, ви благодарам многу што во утре бевте со утринската програма на Здраво Македонија. Ви благодарам и на вас на поканата.